беше составен од луѓе кои беа идеалисти, кои сакаат да направат држава и да направат богата држава. Сегашното ВМРО ништо не е помладо во состав од тогашното. Кај беа тие луѓе тогаш? Беа во противничкиот штаб, беа во реформски сили, се бореа за Југославија. Значи, кога почувствуваа дека ќе дојде на власт ВМРО-ДПМНЕ, сите направија смена на тимот. И тоа е во ред. Значи, и човекот има право на промена на мислење. Меѓутоа, тогашните заложници за Југославија, сега како ВМРО-ДПМНЕ, се заложува за еден ултрадесен систем. Тоа те е исто како ВМРО историско да се бори на страната на агите, пашите, беговите. Да. Дали е значи можно... не е на страна на работниците, уствари. Се знае чиј представник е ВМРО. ВМРО е представник на народот. На народот, точно. Тоа е народна партија. Точно. Не може ВМРО-ДПМНЕ да биде десна, ултрадесна политичка партија. Зошто ултрадесна? Рамни даноци, високи прагови. Казни високи. Казни високи. Добра, во поглед на субвенциите еве за земјоделците, пошто сепак сте партија која што работнички исто така во поглед на работниците и земјоделците. Што мислите, што треба тука да се смени? Значи, зашто гледам дека се незадоволни сепак. Субвенциите како субвенции се добра работа. Меѓутоа, нашите субвенции не си ја вршат функцијата. Субвенциите ги врзуваат со разни опашки. Ако го продадеш виното во Тиквеш, ќе добиеш субвенции. Тиквеш не ти плаќа по 2 години. Да. Пример, не го злоупотребувам Тиквеш, давам пример. Да. Ако го продадеш тутунот во тутунски комбинат тој, ќе добиеш субвенции после 6 години. И субвенциите ќе бидат 20 денари, ама откупната цена ќе биде 100 денари. Без субвенција откупната цена била 200 денари. Тоа е вржување за одреден монопол. Зошто ја да не го продадам тој тутун на пазар, а субвенцијата да ми остане? Тоа веќе личи на субвенција. Субвенција врзана со откуп на одреден монопол не е субвенција. Тоа е бизнис. Чист бизнис. Значи јас оваа година ќе си планирам колку тутун ќе откупам, ќе му ги платам по 120 денари, по 130 денари и субвенции 20 денари, па ќе ми останат 50 денари. Така. Негарантираните цени, например, во земјоделството, на, да речеме, производни трошоци, имаш производни трошоци, еве за грозието, јас сум од Кавадарци, да речеме, и сега колку за таа тема малце повеќе знам. И сега, да речеме, трошоци, елементарни трошоци за да дојдеш до грозие, имаш, да речеме, 6 денари, а откупот ти е 7 денари. Добро, значи заработувачката никако. И Тиквеш така, тоест газдата, и апсолутно не можем да разберам како можеше еден таков гигант, агрокомбинат, најголем на Балканот, да дојде да биде собственост на еден човек. Така, како монопол? Тоа апсолутно е невозможно. Или, не знам кој гигант овде, металски завод да биде собственост на еден. Металски завод имаше 6000 работници, тамо работе. В Железара имаше 12.000 работници, еден човек да биде газда. Тоа е апсолутно нереално во нашава ситуација и кажува за континуираното разграбување на нашиот труд, значи што сме го создале. И во предходните години пред овие 25, а и во текот на овие 25 години, значи моментално профитот во Македонија се гради врз основа на најниската плата во државата. Значи, Ван Хол во Кавадарци дошол во Македонија затоа што Груевски му гарантирал 8050 денари. Он не прави профит затоа што производот му е профитабилен, него затоа што работниците наместо во Германија да ги плаќа 1500 или 2000 евра по одредени професии, овде ги плаќа 130 евра сите. И дали е ова инженер или ова, само ќе ве лаже некој дека земал повеќе може да земе само ако работел преку време. Значи, кога ќе се цени вредноста на трудот, чашата стаклена во Германија е 2 евра и кај нас е 2 евра.
Цената на лебот е иста, цената на пивото таму е помала, цената на месото е таму малку поголема. Меѓутоа, ако ги согледаме цените, значи цените на храната се слични. Дури таму е помалку поевтино. И поевтино, точно. Значи, како е можно кај нас самопослугите да се полни со странски производи? Зошто се полни со странски производи? Како е можно, јас тоа го кажав, во најблиското градче до Македонија, кој се смета за наше, Кюстендил, да нема у големите супермаркети и у малите супермаркети ни еден продукт од Македонија. Зашто нема? Немаме ние извоз? Што е работа? Немаме систем, немаме економија, немаме реална економија. Значи не постои продукт од Македонија кој ќе го однесеме во Кюстендил да го продаваме, кој ќе го однесеме во Солун. Ние ги лажеме луѓето, дошол капитал, инвестиција. Тој дошол да продаде турски производи, Рамстор, и да ни носи профитот тука да си го стварува, да си го носи во Турција. Дошол Туш маркети, дошол Меркатор, тоа си е легитимно право, они се бизнисмени, они доаѓаат тука да профитираат, не доаѓаат зашто многу не сакаат. Нашата држава не го гаи нашето стопанство, нашиот реален сектор, нашата економија.